Гинекологот кој еднаш неделно доаѓа во амбулантата во Шуто Оризари не го реши проблемот во оваа скопска населба со над 40.000 жители. Жените ромки се уште немаат пристап до матичен гинеколог кој ќе ја следи нивната бременост и ќе им дава упати. Временото решение кое го понуди Министерството за здравство не им овозможува да прават пап тестови ниту анализи за вродени аномалии кај бебето. Јуксела Шабанова е во третиот месец од бременоста и вели дека би сакала да има матичен гинеколог во нејзиното место на живење. Како и јас како бремена жена, исто така и жените од самата заедница во Шуто Оризари го имаат овој проблем со гинеколошка ординација во Шуто Оризари. Значи не само што имаме проблеми со патните трошоци, не може жените нели што живеат во субстандардни услови, како јас самата не можам да си дозволам да идам во друга во општина за да си ги остварам моите права во текот на бременоста, како што се нели испитувањата во текот на бременоста, ехо преглед вагинално и ехо на стомак и сите ред други работи како земење на крв. Значи тоа не може да ни го направи тука гинекологот што е во Шуто Оризари. Така да еден апел до Министерството за Министерството за здравство да ни донесат гинеколог во Шуто Оризари и да го решат овој проблем. Веќе 3 години како го бараме, но ние сме трпеливи, ќе чекаме можеби ќе не се оствари жалбата оваа година. Во оваа амбуланта во поликлиниката во Шуто Оризари се менуваат 4 гинеколози кои доаѓаат од болницата за гинекологија во Чаир. Амбулантата е отворена секоја среда од 9 до 14 часот, но жените не се доволно информирани ниту пак заинтересирани, бидејќи таму не можат да добијат услуги како кај матичен гинеколог. У Шутка немаме гинеколог, а толку има многу ромска популација и млади, и жени, и баби што имат потреба од гинеколог, немат гинеколози. Знаете ли дека по договореното секоја среда треба да доаѓа гинеколог? Не, никој не обавести на тоа. Немаме гинеколози. А има толку жени што сака да идат. Одите ли на преглед воопшто? Јас свој матичен немам кај во Ропарталов, али има некој што не може да плати ни такси ни автобус. Ки сака у своја општина да иде. Имаме големо население на ромска популација. Зашто да не идат? Барем во среда доаѓа? Не знам нешто. Искуствата од терен покажуваат дека жените и понатаму патуваат во другите населби на матичен гинеколог, плаќаат за прегледите и ехо снимањата. Според истражувањата на Хера од терен, дури 41% од жените ромки изјавиле дека плаќаат од 150 до 500 денари за преглед, а само 15% од нив биле посетени од патронажна сестра во текот на бременоста. Станува збор за невработени или социјално загрозени семејства. Да споделам со вас едно искуство, каде што жените само за превоз, значи, плаќаат и се ограничени за да посетат матичен гинеколог, кој што им представува дополнителен проблем, нели патувањето, па и заради тоа не може да го посетат нивниот матичен гинеколог. Најчести посетувани гинеколошки ординации или општини каде што жените ромки од Шуто Оризари имаат матичен гинеколог, тоа се општините во Чаир, односно поликлиниката во Чаир, поликлиниката во Битпазар, поликлиниката Идадија, па потоа посетуваат најразлични приватни ординации кои што се прераспределени во околината на Скопје, каде што име дополнителен проблем околу трошоците. Знаеме дека населението на општина Шуто Оризари спаѓа во групата на ранливата група од социјален аспект, нели? Потоа знаеме дека повеќето или поголемиот број од населението се соочуваат со нерегуларните наплаќања околу ехо прегледите, без разлика да е и вагинален преглед. Се соочуваат со голема, ајде ја наречам голема наплата за нив. Во средата, кога ја посетивме, ординацијата беше празна, без пациенти. Гинекологот и медицинската сестра ги чекаа пациентките, за кои вела дека дневно не се повеќе од 12 до 13. Ни го покажаа новиот ехо апарат и опрема, но немаат можност да праќаат на анализи, да издаваат упати, рецепти и да следат бременост. За жал, проблемот најголем е тука што пациентите немаат некои лични карти, воопшто не се пријавени дека се
државјани на Република Македонија немаат здравствено осигурување за да ги препраќаме на било какви понатамошни испитувања надвор. Тоа е едниот проблем. Вториот проблем е еднаш недавно и малку гинеколог сега во моментов нема работа, ама и жените не се до толку многу информирани дека ние доаѓаме. Обично има по 10-12 пациенти на ден што доаѓаат и ние освен што можеме на нив да им направиме тука пап тест кој они би требало понатаму ако веќе здравствено не се осигурени да ги го праќат на приватно да го работат и брисевите например за тие работи, не можеме да направиме обичен гинеколошки преглед и ултразвук за подетални испитувања. Повторно тоа е проблем, значи тука во секој случај треба да функционира матичен гинеколог. Во здравствениот дом Скопје објаснуваат дека ова е времено решение во ситуација кога нема заинтересирани гинеколози за да ја земат ординацијата под концесија. Од јули до сега 318 жени ја посетиле ординацијата. Директорката Татјана Баевска-Вучковиќ смета дека во решавање на проблемот треба да учествува и заедницата. Тоа е времена мерка според проектот и програмските активности на Министерството за здравство. Програмата продолжува и во наредната година, значи ќе го продолжиме овој проект се до трајно решавање на статусот, значи на постојан гинеколог преку закуп на ординација во поликлиника Шуто Оризари. Дали постои начин, бидејќи нема заинтересирани гинеколози, да некако им се привлече вниманието на со некои посебни услови? Се разговарало ли на таа тема за да се најде трајно решение за медицинска сестра и гинеколог да има постојано? Во поликлиника Шуто Оризари од 2012 година имаме здравствен медиатор, ромски здравствен медиатор, со кој што имаме одлична соработка на ниво на примарната здравствена заштита во однос со патронажната служба, со вакцинацијата на децата и токму, значи, и гинекологијата преку матичен доктор е исто на примерно ниво и сме разговарале да се најде солуција да преку нивните заедници што се и многобројните проекти што ги има ромската популација да на некој начин се најде кадар кој што тие самите би го стимулирали или би се нашло начин за специјализација гинекологија. До сега во овој момент значи немаме таква некоја информација да и од самите нивни активности кои што ги имаат, бидејќи имаат доста проекти во однос на тој дел, како на социјалниот, така на здравствен, образовен. До сега не сме имале таква солуција. Ние по законските обврски, Законот за здравствената заштита, наша обврска е да ја даваме ординацијата на закуп на концесија. До моментот да се најде значи, кадар кој што ќе одговори за да ја земе ординацијата под закуп. Од Министерството за здравство не одговорија како планираат да го решат проблемот понатаму и дали ќе понудат алтернативни можности за да го привлечат вниманието некој од гинеколозите да се заинтересира, со што жените во оваа населба ќе добијат здравствени услуги од матичен гинеколог за да го зачуваат собственото и здравието на нивните деца. Проблемот со гинекологот во општината Шуто Оризари ова го следи постојано. На крајот од оваа година трајно решение се уште не